Добре дојдовте во петата епизода на Хоризонт Телма. Денеска гостинка ми е Теодора Милеска, која што е коосновачка на Период Скопје, и таа е една од 17 младински лидери во Обединетите нации. Здраво, Теодора. Ти благодарам што си тука со мене и еве најпрвин да те прашам како си. Здраво, Теа, фала ти на поканата и се чувствувам енергично, поштувам едно од последните обврски, да речеме, за годината, таковната година. Така што спремна сум да полека веќе преминуваме во новата година, малку одмор, малку работа, ама попалека. Така, ти благодарам покрај сите обврски, бидејќи сите сега при крај на годината имаме многу обврски што сакаме да ги завршиме и да не ги внесеме во новата година, но еве баш ми е мило денеска што ќе позборуваме малку за тоа ти што го работиш и за тоа дека не представуваш во организација која што е на светско ниво една од најпознатите, но и самата организација со тоа што го прави е за добровит на сите луѓе во светот. Еве најпрвин сакам да те прашам, бидејќи еве мене не ми беше јасно кога истражував, еве на многу други млади сигурно не им било јасно. Како дојде до тоа да бидеш дел од младинската канцеларија на Обединетите нации? Да, доста интересно пригазна. Мислам, пред се програмата за младински лидери за целите за одржлив развој на Обединетите нации започнува со самото носење на агендата 2030 или агендата за целите за одржлив развој во 2015 година, што значи дека ова е релативно, да речеме, нова програма во историјата на Обединетите нации. Јас така малку оддалеку бев запознаена за постоењето на оваа програма, бидејќи имав запознаена активистка од Турција, која соработува поблиску со Обединетите нации. Оваа година беше отворен повикот некаде во март за пријавување. Го видов некако, го начека, викаме и супер, ова е можност, бидејќи сепак повикот се отвара на секој 2 години. Да речеме стажот или ангажманот на младинските лидери е во време трајање од 2 години. Аплицирав и некако заборавив, многу работа се случува оваа година на национално, но така и на глобално ниво. И некаде дури летото ми пиша луѓето кои ги ставив како референци, бидејќи апликацијата ја пополнувам јас со мојата работа, која е мојата мотивација, што сакам нели да правам во текот на мојот ангажман. Но исто така потребни се 2 препораки на луѓе кои имале претходна соработка со мене, па луѓето кои ги имав ставено за референци ми придоа и беа како што треба да направиме, викам лела колку долго помина време, значи неколку месеци ти зборуваме. Ти може всушност и да си заборавила апсолутно, знаеш, кога аплицирала. аплицираш и некогаш ти враќаат, некогаш не ти враќаат. И никаде на крај на летото, на почеток на септември, преминав, претпоставувам трета фаза, значи пиша на апликација, примата проверка на референција, па бив по поканата на онлайн интервју. Тука се запознав со дел од луѓето кои работат во канцеларијата за млади и на средина на септември. Исто морам да кажам, беше пик период, бидејќи тогаш се одржуваше генералното собрание на Обединетите нации. Немав добиен одговор 2 недели, викам оке, ја донела одвуката, ќе дознам јас од Инстаграм кој е одбран. И ми рекоа имаме многу тековни обврски, ќе ги добиете резултатите наредната недела и така никаде на средина на септември дознав дека сум всушност селектирана. Ова го кажувам така многу лесен процес, многу долг процес пред се, но исто така оваа година за прв пат аплицирале 33.000 млади луѓе од целиот свет. Програмата е отворена за млади од 15 до 35 години. Од целиот свет кои се активни во одредено поле, имаат пасија, имаат конкретни иницијативи, проекти кои ги водат во своите држави, кои сакаат нели да помогнат со она што го работат на национално, регионално ниво, да придонесат во креирање на една исто така глобална агенда. Јас тука ќе те прекинам, ама и ти заврши. Ти си всушност и првата во Македонија, од Македонија која што си избрана и единствената од Европа, Западен Балкан, кој што сега во овој состав си дел. Какво е чувството да си единствена од Македонија и од Европа, која што ги представува младите во младинската канцеларија на Обединети нации? И дали, еве едно прашање, дали државата некако го уважи тоа, го препозна тоа кај тебе, дека ти всушност ти ги представуваш младите во Обединети нации? Дали доби некој фидбек?
Оно што можам да кажам е дека во исто време и гордост и притисок да бидеш прв пат во 10 години представник кој доаѓа од Македонија, но исто така и од поширокиот Западен Балкан. Претходно во таковните 10 години мислам дека единствена земја која досега имала представник е Бугарија, доколку не се лажам, а во овој состав е точно дека сум единствена која доаѓа од Европа. Така што во исто време нели доста возбудливо чувство дека представуваш толку многу луѓе, но исто така и притисок бидејќи нели дали секогаш ќе бидам автентичен глас и дали секогаш ќе можам да ги вклучам сите оние различности кои ги имаме ширум нашиот континент. За никакво признание од државата, да бидам искрена, во моментов не сум имала. Оно што знаме дека имав поддршка, односно беше споделена информацијата од представништвото на Обединетите нации тука кај нас, на македонски јазик објавата на Канцеларијата за млади на Обединетите нации, но нешто да речеме од државните јавните институции се уште не. Така, може се уште не знаат дека си наша представничка, но според тоа што објавила Канцеларијата на Обединетите нации тука во Македонија, мислам дека знаат и би требало, нели, сепак кога си веќе представник, затоа што си на двете страни тука и надвор од државата, би требало, нели, повеќе да бидеш вклучена во донесување на многу младински одлуки, бидејќи сепак сметам ако до Обединетите нации сметаат дека ти навистина си вредна што си била избрана, би требало тоа да се укаже на некој начин и тука дома кај нас, но не е моето да го коментирам, моето е така некој мој став, мислење да кажам, но еве кои се твоите активности? Јас еве сакам ти сама да ми кажеш како стигна до тоа да те изберат, што всушност правеше дома и дали можеби од локален активизам достигна до некој национален активизам. Да, знам дека еднаш малку повторување мисли глобално делува и вокално, ама јас сум навистина длабок верник во тоа дека започнуваме со промените од дома, од нашите дворови, од нашите заедници. Најтешко ми е прашање што правам, се имам правено, сега имам 25 години, уште 16-17 години започнав со вклучување во невладен сектор, активизам и слични активности. Една од првите улоги кои имав беше врсничка едукаторка за силоводно сексуално образование. Секогаш викам еднаш врсничка едукаторка за секогаш врсничка едукаторка, бидејќи стекнуваш толку голем број на вештини, знаења, начини на поврзување со луѓе, работа со млади пред се врсници, но сега не работам и со луѓе кои се помали од мене. Од мојот активизам во полето на родова еднаквост во 2020 година заедно со 4 мои другарки започнав иницијатива Период Скопје, која работи на ставање крај на менструалната сиромаштија и менструалната стигма преку образование, сервиси и едукација. И последниве 5 години доста работиме на тоа поле. Оно што секогаш сакам да го кажам за Период Скопје е дека не бевме првите кои зборуваа за менструална сиромаштија во нашата држава, но мислам дека бевме првите кои некако го редефинира проблемот, бидејќи не е ова индивидуален проблем, нешто што треба сама да си го решиш, туку едноставно прашање на пристап до образование, исто така пристап до здравје и здравствени услуги. Паралелно со тоа, бидејќи студирав меѓународни интеркултурни студии, работев доста истражување во полето на мирот, а исто така се стекнав со сертификат за тренер за мир и решавање на конфликти, помирување, па така работев доста на вокално ниво со тренирање на млади луѓе за стекнување вештини за градење на едно еднакво и праведно општество. И тука на некој начин со младите зборувавме за што значи мир за нив и како изгледа мирот за нас како млади луѓе, малку по-различно од оно што можеби нашите родители мислат или оние кои се луѓето кои ги носат од луѓето, ама да, генерално сум активистка, едукаторка која работи на интерсекцијата помеѓу поле образование, здравје и еднаквост. Тоа така некако сумира се што до сега имам работено. Така, но еве јас би сакала малку да се задржиме на Период Скопје, бидејќи мислам дека како што кажа ти, вие сте меѓу првите, можеби и првите што сте го редефинирале тоа образование, заедно нели со сеопфатното сексуално образование, тука и самата менструална свесност и образованието кое што треба да се даде на младите, особено на девојчињата, но не сакам тука да поставувам граници, бидејќи колку што девојчињата всушност треба да знаат за нивното здравје, толку и машките треба да знаат за да можат во одредени ситуации
ситуации да го разбираат тоа што всушност се и случува. Но еве како започнавте тогаш кога ви текна, сигурно не станавте едно сабајле, рековте сега ќе правиме, не знам, ќе се занимаваме со активистичко движење во делот на менструалното образование, здравјето, стигмата, стереотипите, како дојде до тоа? Сигурно тоа било гледање или земање пример од општеството во кое што се наоѓаме, бидејќи сите ние како девојчиња всушност сме се соочиле со тоа дека нели, во училиште имаме некои предавања на некоја одредена возраст, дали е тоа 5-то, 6-то оделенија и потоа тоа е толку, немаме никакво друго образование и понатаму, што понатаму? Да, секогаш ми е интересно да кажувам почетокот на приказната период Скопје, бидејќи 2020 беше ковид, сите бевме дома, иако јас имав таа идеја многу одамна, би рекла 2 години in the making, во правење, конечно имав слободно време, малку повеќе кога си затворен, да се фокусирам на тоа и секогаш викам, ние имавме потреба да направиме промена и пристап до Canva Pro. И точно е дека онака се инспирираме. Секогаш тоа го викам, не сме никогаш први во нешто и убаво е да земаме позитивни примери од странства. Ние всушност се приклучивме на едно поголемо движење, Period Movement, кое се случува во САД, кој во тој момент не дава никаква, да речеме, финансиска поддршка за отварање на така наречени поглавја, туку едноставно ги дава сите оние материјали кои ги имаат направено на англиски јазик, кои се поврзани со менструација. И бидејќи беше ковид, ние рековме, окей, сакаме да зборуваме малку повеќе за менструација, но да зборуваме на мајчин јазик. Бидејќи сепак пристапот кој го имаме до интернетот и секогаш велиме сите знаат англиски, но ајде да почнеме од почетната точка, можеби дека не знаат сите англиски, па и на некој начин стекнувањето на знаење на мајчин македонски јазик во овој случај е доста важно. Започнавме со креирање на различно содржина на македонски јазик за дефинирање што е менструална сиромаштија, бидејќи се реално нови зборови. Што е менструална стигма, што значи менструална здравје, и тоа беше Инстаграм профил, што мислевме дека окей, се собравме, ние споделивме со другарки, ќе почнеме некако нели природно да градиме база на следбеници и одеднаш добивме таков наплив на поддршка од луѓе кои работат во секторот, кои народова еднаквост, кои се активисти, беа како и активистки. Ова екшеле ни треба, па така имавме првата наша работилница, односно настан беше во склоп на феминистичкиот фестивал Прва па женско, каде што решивме да ќе правиме една дискусија, ќе гледаме филми, ќе споруваме со гинеколози после ова и викаме надворе, беше во паркот на франкофонија настано, викам дали ќе дојдат луѓе да зборат за менструација. Едно е да лајкнеш пост на Инстаграм, друго е да дојдеш во физички простор, да. Толку приватно, толку отворено, толку јавно. И ние имавме над 50 луѓе, 2021 беше ова, се уште имавме нели одредени мерки на предпазливост, ни собравме толку луѓе. Толку луѓе се типаа за микрофонот да постават прашања, викам ова е реална потреба. Иако ние тогаш имавме 21 години, бевме млади и се уште нашиот фокус се младите и информации за нив, добивме генерална поддршка и од повозрастни категории на луѓе, па така нашата работа беше поддржана од различни програми, спроведувавме и се уште спроведуваме работилници за менструално здравје во основни училишта, во средни училишта, имаме соработувано со студенти, нашиот контент на Инстаграм продолжува, но исто така се фокусиравме и на истражување. Првата сеопфатна студија за менструална сиромаштија се нарекува Менструална правда и е спроведена од страна на ТИТ и Реактор во соработка со Period, каде што наудите од таа студија јас сметам дека беа клучни во застапувањето на национално ниво за намалување на данокот на менструалните производи од 18 на 5%. Така што пред 5 години, ако ги плаќавме многу поскапо влошките кои ги купуваме, тоа е затоа што луѓето, во овој случај нели најчесто мажите, кои се на тие позиции на моќ, не разбираат зошто ова е можеби есенцијален производ и зошто толку многу влијае на именувањето на данокот, но и така како тоа е една од мерките нели да се осигураме дека секој наш граѓанин, секој човек во нашата заедница ќе има пристап до едноставно достоинствено го регулира овој секојдневен дел, нешто што не може толку да го контролираш нели биолошки процес во секојдневието. Така, но еве кој е твојот став? Да, е намалено и мислам дека е
одлично нешто што сте го направиле заедно со истражувањето и со мувментот, еве користиме англицизми, мора да се задржиме малку сепак сметам на македонските зборови, но еве добра, ние сме джензи, сега така ќе ни кажа дека мора малку предрасудите да ги да ги разбиеме, но еве дали сметаш дека треба да бидат бесплатни менструалните производи, бидејќи во тоа понатаму имате и некои други истражувања дека всушност самата менструална сиромаштија во Македонија е прилично застапена и можеби тоа ние не го гледаме, еве барем што живееме во Скопје, во поголемите градови, но што е со некои порурални средини и што е со оние девојчиња и жени кои што всушност и немаат доволно средства да ги купат тие производи? Апсолутно се согласувам. Намалувањето на ДДВ е само една мерка која нели дел од една малку поголема акција што би требало да се презема од страна на државата. Во тој период просечна цената беше намалена за 20 денари. Мога се случи веднаш по ковид, имавме веќе инфлација, економска криза. Реалноста е дека голем број од луѓето не ја ни приметија таа разлика, бидејќи цените едноставно енормно растаа. Се согласувам со тоа дека треба да имаме бесплатни менструални производи, особено во сите образовни институции на сите нивоа, почнувајќи од основно, средно, па и високо образование. И ова е многу важно бидејќи менструалната стигма и менструалната сиромаштија не значи само едно девојче нема или една жена не може да си овозможи волшке, станува збор за едно многу покомплексно прашање. Немањето на соодветни тоалети во училиштата, немањето на бесплатни менструални производи предонесува за тоа нашите девојчиња да отсуствуваат од училиште и по дефолт да добиваат не толку квалитетно образование како нивните соученици. И сваќаме дека некако јазот на родова нееднаквост во нашето општество почнува многу порано и само се продлабочува. Па така нашето истражување покажа дека просечно во текот на 4 годишно образование средношколките во Македонија губат 36 дена од настава поради отсуство заради менструација, без разлика дали станува збор за обилно крварење, болки или едноставно немање услови за тоа. Тоа значи одземање на еднаквите можности за девојчињата и жените во нашето општество и е доста сериозно. Понатаму еве кога излезаме надвор од образовните институции, жените што не може да си овозможат менструални производи, па ние кога видиме статистиката за неактивното население во нашата држава, над 50% од населението кое не бара работа во моментов е неактивно, се жени. Тоа значи дека тие жени немаат сопствени пари, ресурси со кои располагаат на месечно ниво и ја прават одлуката за какви менструални производи ќе купуваат и дали ќе купуваат. Поради незборувањето за менструација, особено помеѓу родовите, или некако во 4 ѕида збориме мајки и ќерки, тоа значи дека не се сваќа реално потребата, па така менструалните производи се први на листата кога треба да се прави кратење во домот, надавајќи се нели дека со други алтернативи како што се тканина, тоалетна хартија може да се изменаџира менструацијата, што е сосема погрешна и во исто време го става во ризик здравјето на личноста која нели ги користи несоодветни менструални, не можам да ги наречам менструални, едноставно несоодветни средства. Така, на некои всушност и девојки кога ќе го слушаат ова, но и момчиња, за нив е можеби немаат представа дека такво нешто се случува, но всушност се и случува. Но еве ќе се навратиме пак на самото ова за период Скопје, но сакам да те прашам во делот на целите за одржлив развој, како се поврза сето ова ти што го работеше тука и се уште го работиш, како се поврза со тоа да ти изберат тебе според она дома што го работиш, бидејќи нели целите за одржлив развој на Обединетите нации содржат многу компоненти. И кои се сега главните во фокусот на вас како младински лидери? Да, значи севкупна агендата 2030 и целите за одржлив развој се 17 на број, 16 се специфични теми, 17-тата е всушност партнерство, а тоа значи дека ниедна цел не може да биде исполната сама по себе. Тоа значи дека ни треба партнерство и сите тие се меѓусебно поврзани. Мојата работата на период најмногу се базира на 3 цели, тоа се целта број 3, 4, 5, кои се овие, тоа е здравје, образование и родова еднаквост. Секако
се поврзува пак со една од целите за вода и пристап до вода, понатаму за намалување на нееднаквости. Кога зборувам за менструација, зборувам и за здравје, бидејќи кога и немаш доволно информации за твоето тело, за твојот организам, тоа значи дека не можеш целосно ги уживаш твоите права. Ние имаме мал милион менструални нарушувања за кои на глобално ниво не се вложува доволно. Не па да збориме за дома и кои ќе ги отворите Facebook групите за ендометриоза, полицистични јајници, жените едноставно градат некој комјунити, градење на заедница преку споделување совети, токму затоа што не се вложува во истражување повеќе. Кога зборуваме за образование, се поврзува со отсуството од училиште и родова еднаквост, бидејќи ова е сепак биолошки дел од животот на една девојче и жена, во кој просечно поминуваме 40-50 години, правејќи го репродуктивниот период и како влијае на тоа каков пристап на можности имаме, какви можности добиваме и колку всушност од самиот почеток сме ограничени можеби за местата на кои можеме да одиме или не. И тука само ќе се наврзам со еден стереотип, тоа дека жените не се добри за во политика, бидејќи не дај Боже да имаат добиено кога треба да носат големи одвојки, тоа може да го уништи целиот свет и да почне неколку војни. Ако ќе видиме историски, се прашувам кој ги има почнато двете светски војни, онака не знам кој тогаш имал добиено, ама такви стереотипи поврзани со менструацијата влијаат за тоа ние како сме прецепирани како лидери, лидерки, носители на одвојки и креатори на промени во нашата држава и заедница. Така, тука си оние рамноправноста, дали жената е доволно застапена во политиката, например ако земеме кај нас во Македонија, еве започнувајќи од невисоките ешалони, ако можам така да ги кажам, мислам дека според мене, аме еве ти кажи ми дали мислиш дека имаме доволно жени министерки на позиции, да еве сега за прв пат во историјата од самото осамостојување имаме жена председател, врховен командант, но се уште сме немале премиерка. Има многу држави примери на жени премиерки кои што навистина се успешни во тоа што го правиме, например, не знам, ќе ја спомнам премиерката на Данска. Има и сигурно многу други, но еве не ја земам за пример бидејќи навистина постои, а Данска е земја, една од земјите која што е меѓу најразвиените. Овие проблеми како што се родовата еднаквост, мислам дека се израмнуваат, но еве се уште постојат. Тука ќе го спомнам феминизмот. Можеби од таму произлегува тоа дека жената ако би била лидерка, ако има добиено, како би ја водела државата или каква одлука би, не дај Боже, војна да започне. Дали сметаш дека феминизмот на некој начин, угледот на зборот феминизам е нарушен и дека кога ќе спомнеш на некој маж, таа е феминистка, или таа зборува за феминизмот, ќе имаат во сам старт негативно мислење? Морам прво да кажам дека немаме доволно жени на позиција на моќ во политика кај нас, а таму ќе почнам, па после ќе се префрлам нова. Мислам дека од кога јас постојам, феминизмот некако има лоша предиспозиција која ќе се слушне. Јас се сеќавам, имав 14 или 15 години, бев средно и имав ставови феминистички, ама дури јас се плашав да земам толкав поим како лепенка и да речам јас сум феминистка, бидејќи во класот одеднаш ти си портпаролка за целото движење. Значи се што не функционирало, се што не успеало, се што успеало, за тоа не зборуваме, на некој начин е твој товар. И јас се сеќам, бев 15 години, бев како јас верувам во родова еднаквост, ама не сум феминистка. За неколку години подоцна, кога имаш пристап до образование, до запознавање во учење за што е всушност феминизмот, сваќаш дека јас сум за родова еднаквост, therefore јас сум феминистка. Апсолутно имаме негативни поимања за феминизмот. Мислам дека тоа се должи на немањето на пристап до ресурси за феминизам и како се зборува за феминизам и што всушност значи феминизам, не се изучува во скоп на формалното образование. Второ, пристапот на социјалните мрежи и различните движења кои се случуваат на социјалните мрежи. Ние сепак живееме Gen Z, Gen Alpha, после нас живеат на социјалните мрежи и добиваат информации кои можеби не се поврзани, а во моментов имаме и така наречени антиродови движења кои целосно вложуваат многу ресурси, како финансиски, така и човечки ресурси во креирање една погрешна слика за што е можеби феминизмот. Така што апсолутно се согласувам дека постои едно недоразбирање. Мислам дека не сме разбрани, а од друга страна сепак живееме во
генерација јас и ти, каде што првпат мажите и жените од нашата генерација се наоѓаат на толку различни дела од политичкиот спектрум, бидејќи кога зборувам ја за политика, зборувам за еднаквост, кога зборувам за феминизам, зборувам за еднаквост за сите и борба против патриархатот, кој на сите нас ни штети, не е само на мене лично, за разлика од луѓе кои можеби се чувствуваат дека ги губат своите права во времењата во кои живееме. Морам да кажам дека никој не губи права, ова не е пита бурак, ти имаш повеќе, јас имам помалку. Туку едноставно ова е движење кое има за цел да обезбеди еднакви можности за сите од нас, за сите нас, и да осигура дека секој од нас може да го исполни својот потенцијал, за што и да сака да прави во животот. Така е, спомна питата бурек, може сега да не се пријаде, но дали си се соочила со момент или дали имаш некое негативно искуство, еве сите жени всушност се треба да бидат феминистки, не знам, се бориме за нашите женски права и нели во тој дел да се намали патриархатот, но дали си се соочила со некоја девојче, некоја девојка, жена која што дошла до тебе или си слушнала да каже јас не сум феминистка? Какво е тоа движење? Што зборуваат, тоа не постои. Никогаш не почнува со какво е тоа движење. Секогаш јас знам точно што не треба. Буквално мислам дека пред 2-3 дена видов некој ваков подкаст во Србија каде што зборува нас не треба феминизам, при тоа седиме, имаме пристап до опрема, светло, надвор сме од дома, можеме да зборуваме што сакаме како жени, заработуваме од тоа што го правиме, или феминизмот претара, тоа е нели новата. Секако дека сум слушнала, пред се феминизмот е за сите, што значи дека сите треба да бидеме феминисти и феминистки. Е доста разочарувачки, особено кога доаѓа од некој што може би го гледаш како соборник и некој соборничка и некој што сигурно имал некое слично искуство како тебе, но истата не може да ги препознае можеби бенефитите. Феминизмот е за сите, тоа што имаме права на глас, тоа што можеме јас и ти да работиме и да заработуваме пари, тоа што можеме да се образуваме, тоа што можеме да шитаме каде сакаме, можеме да возиме кола, сето тоа се резултати на движењето што е феминизмот, и треба да го сватиме истото, доколку на крај на денот феминизмот не е едно уникатно движење кој има една цел. Кога ќе отворите и кога ќе земете да читате феминистичка теорија, ќе видите дека има многу бранови, има многу подкласи. Онако е моето уверување, тоа е интерсекцијски феминизам, кој ги зима предвид не само нашиот единствен или родов идентитет во случајов или родот, туку ги зима сите оние други идентитети кои ние ги имаме. Па така јас сум Теодора, јас живеам во Скопје, сум жена и млада девојка, но доаѓам од Скопје, што значи дека јас имам доста повеќе привилегии од девојките кои не живеат во Скопје и кои не пораснале во Скопје и не учеле во гимназија на англиски јазик. Тука ги правиме нели еден пресек на привилегиите јас кои ги имам и кои можеби можам да ги искористам за да го буткам движењето напред за девојките кои доаѓаат после мене. Затоа ќе се надврзам за младинските лидери да се биде жена, млада жена, девојка која доаѓа од Западен Балкан, од Македонија, една мала точка на мапата, да биде во глобални процеси. За мене е успех не само личен, туку и за мојата заедница и целиот колектив позади мене, бидејќи отвараме врати и креираме нови патишта каде што може да просперираме повеќе. И тоа е борбата. Борбата е солидарност, борбата е колективна, да се издигнеме едни со други за секој од нас да може да успее. Така, во самиот процес на период, освен поддршката на девојките, дали добивте и поддршка од страна на машките, како организација, дали тие го препознаа тоа што вие го правите? После 5 години морам да се пофалам дека оваа година првпат имавме момчиња на настан. Не дека ние кога пуштаме форми, кога зборуваме со наставнички професорки, не дека не ги каниме, но често кога ќе го речете зборот менструација, тоа на некој начин веднаш луѓето се викаат, окей, само девојчиња ќе викнеме или само девојки. Но првиот нас на кој што имавме момчиња, се сеќавам, беше за филмскиот караван во Штип. Професорката споделила информацијата со целиот нејзин клас и ние бевме во младинскиот центар во Штип и не доаѓаат никој да сети на машки. Сега ние сме окей, супер, викам за настанот сте и они се како да, тука на пратија. И викам добро, девојчињата што не се појавило ни беа први, викам окей, супер, дечки повелата, многу сме среќни што ви имаме и морам да кажам дека имавме квиз за менструално здравје и од 3 места, 2 беа на момчиња, што е доста супер, беа отворени да зборуваат на темата
децата го гледаа филмот, дискутираа, некои работи учаа нови, но исто така и споделуваа нивни искуства, што е многу важно, бидејќи не е поентата ние да одиме да зборуваме за менструација само со една половина од населението. Сите ние од нас имаме мажи во нашите животи, браќа, татковци, дедовци, што и да е. И сите тие никогаш ќе бидат ставени во ситуација можеби да отидат да купат вошки или да имаат некој базично познавање, така што и така како треба да ги вклучиме момчињата и мислам дека би биле многу поотворени и самите кога би се зборувала за ова што порано, бидејќи ги гледаме на TikTok оние видеа кај што е многу смешно, хаха што е матка и нели голем број од мажите што ќе ги застанат на улица не знаат и прво ти е многу смешно, окей, поима се немаат, ама второ викаш нормално дека нема да знаат бидејќи системот, образовниот систем со години ги вади од тие училници. Спомнавме учење, не знам, за прва менструација во моето училиште, нас не извадија девојчињата. Да, и ни рекоа, окей, вие ќе учите, дечки вие немам потреба за ова да учите. Нормално дека кога имаш таква дупка, кај што не ти е пополната со знање, не знаеш, си викаш ти мистифицираш, овие сега може тука да менаџираат, да кажат кога сакаат да добијат, кога да прекине и слично. Јасно е дека постои простор за дезинформација и мисинформација, токму бидејќи постојано се вадени од тие училници простори за учење. Така, ама тука тоа што не ваделе, еве, не е многу одамна, јас и ти сме тука генерацијски, но јас се сеќавам, не ваде од 5-6 оделенија, ни предава, машките не слуша и тоа беше тоа. И толку. Образованието застанува тука и понатаму мора да прашаме ако имаме постара сестра, тоа е супер, или нашите мајки, нашите тетки, нели, со другарките ако можеме да зборуваме за самата менструација, но ева според тебе освен тој мал дел на образование кој што се добива, дали сметаш дека сеопфатното сексуално образование можеби дополнително би играло клучна улога во тоа да се осознае не само за менструацијата, но туку и за здравието на жените и на мажите? Апсолутно, мислам, нема збор дека кога зборуваме за ССО, сеопфатно сексуално образование, тоа е образование за твоите права, за твоето здравје, за твојата добросостојба во крајна линија. Јас директно имав можност да бидам дел од едно од пилотирањата и буквално гледав како се развиваат дискусии, како младите, мислам дека беа 9 оделенија тогаш, ученици учат и се заинтересирани, дури за мене за здравје се учи од мал учиш како да миеш раце, така, како да се грижиш за своето тело, лична хигиена. И тоа спаѓа на некој начин под капата на ССО и како помага да се премостат одредени разлики, бидејќи она што се случува и реалноста на младите кај нас е дека на самиците се викаат, окей, дома сигурно прават муабет нивните за овие работи. Реалноста е дека дома најчесто не се зборува за тоа, родителите се викаат, абе на школа сигурно ќе ги научат и младите се одставени на некој начин сами со себе да осознаваат многу работи и дури многу касно во нивниот живот, така што мислам дека ССО е одличен начин, одлична влезна точка и во делот на менструација да почне да се зборува навремено. Ние гледаме 5-6 оделенија. Веќе сега, јас кога бев до училиште, дојде компанија за вошки да ми зборува за прва менструација. Не зборува луѓето кои требаше да зборуваат со мене, психолог, педагог или пак стручни лица, што нели, тоа значи дека било преца маркетинг, а после тоа некоја општествена одговорност. А второ, се намалува бројот на просечно прво добивање, што значи дека голем дел од девојчињата многу касно ги добиваат овие предавања и не се свесни за тоа што се случува. Не имаме збирка на први приказни за прва менструација. Јас мислам дека тука сите ги бидат пресрекни што имаат добиена. Јас имав така позитивно чувство, чекав да добив и бев како окей дан. Голем дел од приказните во таа колекција збирка имаат негативно искуство. Девојчињата мислеле дека умираат. Девојчињата не знаеле што им се случува, почнуваат да крварат, се уплашени. Има девојче што има 9 години и вика, и мајка и вика, нели со добра воја, сега си голема, нема веќе ствари за деца, но вика, јас имам 9 години. Јас сум дете. Дури оние позитивни работи што можеби сакаме да ги споделиме и да го направиме попозитивно чувството на прво добивање, децата, особено младите, оние кои добиваат на помала возраст, чувствуваат притисок. Како на 9, 10, 11 години јас сум сега жена. Што значи да се биде жена?
така што може директно видиме од овие приказни како изгледа кога немаш образование. Се појавува страв, се појавува срам, кријат дома дека има добиено со месеци. И тоа си има, мислам, и такви искуства. И такви приказни имаме каде што се крие, понатаму чувствуваат на некој начин исто така и вина кога добиваат пред своите сестрички, па не споделуваат и слично, така што тие приказни навистина ти отвараат очи за каква е ситуацијата кај нас и како изгледа. Па понатаму ова прво искуство, нели, не е последно. Ти влија на тоа како ти ја гледаш менструацијата, како дел од твојот живот, многу подоцна во твојот живот и ни кажува дека мораме да зборуваме за менструација, мораме да зборуваме за менструално здравје, а понатаму секако мора да зборуваме и за општото сексуално и репродуктивно здравје. И уште едно нешто ќе кажам, голем број од жените кои се соочуваат со менструални нарушувања, дознаваат многу подоцна во нивниот живот, иако многу долго кои имале тоа искуство и најчесто со тоа се соочуваат кога треба ја прават одлуката да имаат деца, имаат потешкоти за зачнување. Замислете вие, не знам, 10-15 години живеете со сериозни менструални нарушувања, но дури моментот кога се одлучувате да имате дете, дознавате дека таа болка што сте имале не е нешто нормално. Тоа крварење што сте го имале, тоа што ви се влошало, што сте губеле свест, не е нормален дел од нашата менструација и не треба да биде. Значи, квалитетот на животот на таа една жена бил ставен на многу ниско ниво токму за тоа што не зборуваме за менструација. Тоа всушност и еве како што разбрав сумирано, да го имале тоа образование предходно, можеби ќе ги воочиле знаците и проблемот и би се обратиле за помош многу порано. Но еве период Скопје го шири знаењето. Вие имате многу работилници низ, мислам дека низ целата држава, во градови, мислам, еве ќе ми кажеш ти повеќе, каде што одржувате дискусии со млади девојки, изборувате за самото менструално образование, за стигмите, за стереотипите, но исто така и на некој начин будите свест во градовите, општините и кај надлежните дека самите производи за менструација треба да бидат бесплатни и треба да бидат подостапни за девојчињата. Да, иако се вика период Скопје, нашата мисија низ целата држава, особено последниве неколку години сакаме баш да направиме децентрализација на тоа знаење. Оваа година поминавме 6 или 7 градови, Штип, Македонски Брод, Крушево, Кавадарци, Неготино се само дел од нив. Соработуваме некогаш и по потреба, не пишуваат училишта, не пишуваат вокални активисти или едукатори за спроведување на работилници и многу ни е мило дека гледаме дека се криева свесноста малку повеќе и гледаме со тоа што веќе менструалната сиромаштија се вклучува во квучи национални документи што ги засегаат младите. Па така во акцијскиот план од стратегијата за млади е вклучена ставка за креирање на локални буџети за бесплатни менструални производи во основни и средни училишта. Колку од општините ова го имаат направено е друго прашање, но сепак не дава можност да правиме застапување и да работиме со квучните засегнати страни. Како убав пример што би го споделила од оваа година е тоа што општина Кавадарци на иницијатива на координаторката за еднакви можности Марија поставија диспензери во средните училишта во Кавадарци, 3 мислам дека се на број, и преку донации ги полнат овие диспензери со цел средношколките да имаат бесплатни менструални производи. Ние исто така во 2 основни училишта во Неготина, повторна иницијатива на директорките од училиштата, поставивме 2 диспензери по еден во училиштата со цел да нели се полнат истите да бидат користени, што е доста важно бидејќи никогаш нели целата општина можеби нема да знае, но е многу важно да се најдат тие партнери на локално ниво кои туркаат вакви промени, кои се желни да зборуваат на оваа тема, така што имаме убави примери. Например, град Скопје пред 3 години донесе одлука на Совет за бесплатни менструални производи за средношколки, но за жал тоа никогаш не се исполни, токму поради тој недостиг на политичка воја. Се случуваат работи, еве во Битола исто беше поднесено барање до општината за вклучување на менструални производи. Исто така морам да кажам дека во делот на диспензериеве, нешто што треба да се гордееме, што на времето ние кога гледавме како да внесеме диспензер од странство кај нас, тоа чини многу. Оно што направија прекрасна група на студенти на факултетот на ФЕИТ е тоа што сами развија модел со кој се 3D принтер се принтаат овие диспензери, што значи дека се локално направени.
е иновација на студенти, го гледаме тој пресек на социјална правда и нели иновативност и наука, и голем дел од диспензерите, да не речам и сите кои ги гледате на вашите факултети кои се нели поддржани од ДЕМ, кои ние ги имаме однесено во дел од овие училишта, се направени од наши студенти, модел на наши студенти. Ќе ја спомнам само Анастасија тука, не знам кои беа другите партнери, поздрав до Анастасија, што навистина ни кажува дека се работи на темава, има толку потенцијал. И не внесуваме, не често тоа го слушаме за нови работи, увезувате идеи. Апсолутно не, ова ние можеме да извезуваме идеи, добри практики кон целиот Западен Балкан, морам да кажам, на оваа тема. Така што јас сум пресреќна за ова што го слушам, но вчера дознав една информација. Имало совет на општина во совет на општина Киселавода. Седница имале, мислам, не знам како месечни се одржуваат или така никако, може сум грешка, но видов седница, ја отворив и имаше еден млад советник, поприлично, и тој имаше предлог, иницијатива за бесплатни менструални производи во основните училишта во Киселавода. И тоа беше предлог, иницијатива што треба да се стави на дневен ред и во ред. И председателката на советот ги праша сите дали сте за, кој е против, и ако ти се верува, имаше 18 советници кои што беа против и само 6 беа за. Од тие 18 имаше жени кои што беа против предлог, иницијативата да биде ставена на дневен ред. И тоа така заврши и мислам предлог, иницијативата на некој начин пропадна. Сега јас сакам да го истакнам делот што тоа доаѓа иницијатива од советник, млад човек кој што е свесен за менструалната сиромаштија и за тоа колку е потребно вакви диспансери, еве ти повеќе раскажа што се случува, а постарите, тие од постарите, еве жените, можеби се мајки, тетки, значи тие самите се жени, гласаа против иницијативата. Еве каков е твојот став, како го коментираш ова? Мојот став еве не како експертка или некој што работи во апарат, туку преца како млад човек, само ни се дава уште една причина пуз, не да губиме доварба, пошто нели веќе знаеме дека тоа не е на стаклени нозе, туку сакам да видам, јас сум од општина Киселавода, ехта некако се погоди ова, едноставно разочарување, бидејќи на крајот на денот луѓето кои гласале против, без разлика дали се мажи или жени, кога се жени уште повеќе боле, бидејќи го имаат веќе искуството и сметаш дека нема потреба да трошиш дополнително време да им објасниш, продолжуваат да ги ставаат партиските интереси пред реалните потреби на луѓето кои ги застапуваат и пред се децата и младите кои ги застапуваат. Па така следен пат, паш ќе разгледам кој се гласал, следен пат кога овие советници и советнички ќе излезат и ќе ни зборуваат за децата и младите и како се грижат за нашата добросостојба, само да се потсетат дека истите ни поддржале ваква одлука која е така важна, бидејќи истражувањата покажуваат дека 1 во 3 и 1 во 5 средношколки, барем еднаш во животот, се биле во ситуација да немаат влошка, да немаат менструални производи и морале да користат некоја друга алтернатива. Не знам како спијат навечер кога ги носат овие одлуки без да нели направат истражување и навистина да ги застапуваат потребите на луѓето и граѓаните и младите кои ги застапуваат. Така ги застапуваат, но дали сметаш дека еве не го знам составот кој што гласал против, но еве би требало новите генерации да носат промени. Така што мислам дека постарите генерации навистина треба да земат пример од младите кои што предлагаат вакви мерки, бидејќи ние како генерација, како што одиме, Gen Z Alpha, како што напредуваме, ние сме многу свесни за проблемите. И ние навистина брзо ги воочуваме и ги таргетираме и го знаеме веднаш. Мислам сега не е ChatGPT решението на проблемот, но веднаш можеме да кажеме 3 работи кои што би можеле тука да се променат. Многу ми е мило што таква генерација е на повидок и така се развиваме во тој правец, бидејќи навистина има квалитетни млади и јас себе и затоа кога правам подкасти, кога снимам, сакам што повеќе млади да опфатам, да се чуе нивниот глас, но еве во делот на тоа
бидејќи работиш период Скопје, мислам дека си и активист во Стела. Да, работам во Стела, програмска офицерка, да. Програмска офицерка и всушност Стела е организација за родова еднаквост, ако сум така, родова еднаквост, значи добро сум истражила, мислам и самата работа што ја пратам на Стела, но еве колку младите девојки денеска се свесни во какво општество живеат. Те прашувам во тој дел, бидејќи младите девојки се почесто се чувствуваат понебезбедни. Има многу извештаи кои што укажуваат дека има огромна стапка на родово базирано насилство. Девојчињата уште од најмала возраст не можат тоа да го препознаат, не можат да препознаат барем на мала возраст што е психичко, физичкото ќе го препознаат, најчесто го премолчуваат. Кои се твоите искуства досега и твојот став во врска со тоа како младите можат да препознаат, особено девојките? Не велам дека машките уште од најмала возраст не може да го препознаат тоа, но каков е твојот став и што во која насока треба девојките? Како можат тие да дојдат до тоа знаење, да го препознаат? Да, ние со Стела оваа година посетивме 98 средни училишта, а во исто време вајда кога се случува локалните избори, јас осетив исто и ние како да си имаме караванчиња на посета, изброавме со над 2000 средношколки кои беа дел од нашите сесии. Моето генерално размислување и оној впечаток што го имав од работата со млади девојки, средношколки, е тоа што ја прецепираат родовата нееднаквост како нешто што доаѓа многу покасно во животот. Значи нешто што се случува не на факултет, не во основно, не во средно училиште, туку се случува моментот кога ете бараш работа. Пошто препоставувам слушале за, не знам, нееднаквост при вработување, платено породилно и слично, некои такви работи, па се викаат родовата нееднаквост е нешто што евентуално подоцна ќе го имаме во животот, а реалноста кога ќе отворите вестите, ние со Стела постојано известуваме за различни видови на родово базирано насилство, и тоа е дигитално родово базирано насилство, што е не е нов предизвик, но е предизвик кога треба да зборуваме за безбедност на девојки и млади жени, не зборуваме само за физичките простори. Веќе зборуваме и за дигитални простори кои се доста нерегулирани во однос на ова прашања, и кога ќе ги отворите дневните вести ќе видите еден скандал случај во средно училиште, во друго, во основно училиште, и сте викате чекај малца, девојчињави и девојкиве се изложени на насилство, во очуваат дали се небитно сведоци или жртви, но истата не сметаат дека тоа нели дел од еден поголем проблем, бидејќи кај нас она што се случува е сексуалното вознемирување, една од формите на родово базирано насилство, се прекутува. Значи тоа се нормализира до нема и каде. Ајде момчиња. Сега се сеќам јас бев основно и момчињата ќе задеваат и ќе нудираат по задници и просторката ќе биде па не ги провоцирајте, ајде сега растат. Па јас растав, ама никога не удирав јас себе тоа што се сеќавам. На некој начин се нормализира и се оправдува толку долго да веќе кога си средно, факултет, си навикнат и имун за жал на овие случувања. Јас работев и на истражување за сексуално вознемирување на факултетите на УКИМ. Стапката на препознавање на посуптилните форми на насилство, сексуални шеги, вознемирување и слично, и така како не се препознава. Треба да стигнеме до тепање, до модрици, до крв, за да бидеме окей, ова е нели сериозно, и во тие инстанции како што рече се прекутува. Не можам да ставам вината кај жртвите и оние кои можеби се сведоци, бидејќи државата така како потврдила во одговорот за родово базирано насилство. Не мора нели да е мој личен став, самите извештаи, ева ова лето имаше ревизорски извештај каде што капацитетите за згрижување на жртви на родово базирано насилство, не знам, од над 170 легва кои треба да ги имаме, не имаме само 60, од кои не се ни сите во употреба и не може да бидат нели употребени. Потука одговорот кој ние го добиваме како млади девојки и жени кога се сочуваме за ова, кјути никој нема да ти помогне. Пријави, ама ќе бидеш изложена повеќе на двојна виктимизација, одиш да пријавуваш родово базирано насилство, а што носеше? А кај шеташе? А како тоа навечер се била искучена сама? Без разлика. Ова или коментарите на Facebook на објави, например, објава од дневен билтен на портали и коментарите доле, да не кажам, па се ужасни. Значи, тука не само дискриминацијата, тука има и навреди, некон оној кој што го сторил
самото насилство, туку кон самата жртва. Еве, самата жртва можеби од тие причини, барем на нашите простори во Македонија, се повлекува во себе бидејќи таа се чувствува виновна. Јас мислам дека треба веќе да се побијат тие стереотипи. Млади девојки зошто да не може да носат кратко здолниште или зошто да не можат да излезат како што сакаат тие да бидат облечени, не знам, тоа можеби генерацијски се пренесува, особено може да имаме и родово базирано насилство во зависност од полот, но до кога ќе се учат или машките барам ќе го гледаат примерот од постарите, да не кажам, но има навистина тоа е случајот во ова моментално што го збориме, да гледаат дека жената е крива, девојката е крива и таа, како што велиш ти, уште од најмала возраст учителките велат не ги провоцирајте. Да, многу е полесно да се свртиш, препоставувам, и да покажеш со прст према жртвата, отколку према системот кој си дел и кој постојано на некој начин потврдува во реакцијата. Ние само оваа година мислам дека имавме 4 фемициди, каде што во случаеви, особено оној кој беше еден од најдобро покриените, за жал повторно ќе кажам, се виде пропусти од самите институции кои треба да реагираат. Ние сме имале жртва која се бори против насилникот и потоа во исто време се бори против системот кој треба да заштити, за да се заштити себе си. И на крај, не знам, тој случај на лично ниво многу ме повреди, затоа што да знаеш дека си во опасност, да сакаш толку да живееш, да ги отидеш сите канали, да се да се заштитиш и пак да не успееш, па не знам како некој остана рамнодушен и си дозволи да коментира под постовите за која е жртвата, како и зошто она треба да е виновна, бидејќи ние како жени секогаш ќе имаме вина за се тоа што го поминуваме. И кога ги читаш овие работи, нашите млади се на социјални мрежи, не ги читаат билтените, туку ги читаат коментарите кога скролаш. Ако ќе видиш еден ваков наратив на постојано потврдување, па ти си крива по ова, го имаш и моментот кај што имаме ние голем број на жртви, кои не сваќаат дека биле жртви или го потиснуваат тоа бидејќи се плашат од каква ќе биде преценивната реакција да сватат дека се жртви, а понатаму и општеството кое може во тој момент не може да ги заштити. Да, јас тука ќе се надоврзам, имам многу извештаи и се надевам дека сите кои што ќе почувствуваат некаков притисок од страна и сметаат дека нешто ги вознемирува, дека тоа ќе го пријават барем до некои здруженија, например како што е Стила, или до некои други здруженија, каде што бидејќи невладините организации можам да кажам дека многу повеќе работат во некои делови отколку што самите институции, за жал, но тоа е мој личен став, барем или тоа што го имам согледано, и дека навреме некако ќе го вооча тоа, но дали имаш некој твоето искуство досега активизма, дали имаш некој фаза или момент на препознавање за тие што не гледаат и слушаат, да може да го знаат тоа, чисто бидејќи зборуваме сепак во образованието, како може да го вооча тоа дека ништо не е во ред во некој меѓучовечки однос. Да, јас би само сакам да почнам со тоа да не речам дека не сакам да ги охрабрам жртвите да пријават, како што кажа, постојат сервиси кои нудат поддршка и доколку некој не се чувствува безбедно сам да посегне по овој пат, има луѓе, има сервиси и има цело движење кое стои на вашата страна и е на располагање. Од друга страна, во делот на препознавање на насилство и така како имаме чувството на неудобност пред се, кога станува збор за некои посуптилни форми на насилство, чувството на неудобност кога некој нешто прави и вие не се чувствувате удобно, тоа е исто така еден индикатор за сексуално вознемирување или вознемирување. Понатаму сексуалната содржина на самата шега, допири и слично, и последниот момент и самата согласност. Ние еднаш дадена согласност не важи за секогаш и согласноста исто така не значи па не кажа не. Така што би ги мотивирала младите, би ги мотивирала. Секогаш велам дека е убаво во моменти каде што можеби нашето формално образование не ни возможува нешто да научиме, да излеземе надвор од училиште и да најдеме организации, движења кои работат на овие теми, кои може да ни дадат малку повеќе информации. Тоа беше и мојата
Така почеј мојата приказна, бев дел од обука во моето средно училиште и после тоа бев како сакам повеќе да знам за ова, јас сакам да бидам таа што ги едуцира, па излегов и сама направив еден кратко истражување на оваа тема и бев како ќе сакам да зборувам со оваа организација, сакам малку повеќе да работам, така што можам да кажам дека има многу повеќе начини за вклучување и особено доколку сметате дека вие сте жртва или ви треба поддршка, ги имате стручните служби на училиштата, повторно ги имате организациите кои работат на оваа тема. Секако, иако мрежа села не представува организација која работи со сервиси, ние сме дел од платформата за родова еднаквост, работуваме тесно со различни организации, секогаш нашата нели цела е да ги премустиме тие разлики, да овозможиме можеби по директна комуникација за овие теми и на некој начин детабуизирање на што значи родова еднаквост и родово базирано насилство. Така да, еве ти објасни многу убаво, се што се случува може да се воочи и може да се пријави, да се обрати кон некој за помош, бидејќи сепак постојат, еве да, тука што велиш ти сервисите, институциите, мислам дека туркањето на работата е главниот дел, да се турка работата и да се биде гласен и да се зборува во делот на тоа што на нас ни е потребно, бидејќи секој човек поединец, дали се работи за маж, за жена, ако не се бориме за своите права, да ги бараме, може и да не ги добиеме во некој случај, иако тоа според многу нели во делот на човековите права и не треба да е така, но еве ти спомна дека си студирала и си дипломирала меѓународни интеркултурни студии. Па дали еве може нешто повеќе да ми кажеш во тој дел, како дојде до тоа и што те поттикна, како ја гледаше, дали те инспирираше од ситуацијата дома или дали гледаше повеќе глобална политика? Многу интересно, бидејќи јас средно учев природно математичко Б и бев спремна да одам на факултет за хемија. Значи така да учам да студирам хемија, ама никако во трета, четврта година, особено четврта, и препоставувам, имав прекрасна професорка по филозофија и тука малце поактивно почнав да одам по невладини и различни активности. Бев како 12 години имам учено биологија, хемија, не викам дека нели тоа е доволно, викам толку малку имам учено за општеството, за како функционираме, како правиме промени, буткаме промени, што навистина сакам малце повеќе да учам за тоа. И јас сум човек што све го интересира. Значи јас можам да најдам начини како химија да вклучиме во меѓународни односи и тогаш од една Инстаграм стори се запишав на програмата за меѓународни интеркултурни студии на излезе Инстаграм стори филозофски, да, на еден претходен студент. Тоа беше втората генерација евар на таа програма, бидејќи ја видов програмата на политички без да се навредат. Во едноставно мене ме беше многу не сувопарна, ама еднодимензионална. Значи право, политика, права. Оваа програма ми даде можност буквално да учам се што ме интересира и да го поврзам, пошто јас сум човек што секогаш ми кажуваат одбери едно нешто и терај го, а јас секогаш чекај и ова се врзува и тоа еве сега менструација, па здравје, па образование. Тоа е затоа што се што работиме и сите проблеми се меѓусебно поврзани и затоа ме интересираше програмата бидејќи интердисциплинарна. Морам да кажам дека варираше, интересно, многу интересно ова. Првиот семестар имав предмет глобализација и развој, нешто во тој фазон, и мојата семинарска работа е за целта за одржлив развој 5. Родова еднаквост, каде што припремив труд да зборувам за родова еднаквост на глобално, но исто така и на национално ниво. Понатаму така некој баланс правев измеѓу нешто што е национално ниво и на глобално ниво, бидејќи секогаш е полесно кога има нешто што функционира, да речеме како агенда, да се донесе дома и vice versa, нели не е поентата само да правиме копи-паст на одредени политики, копи-паст на одредени документи, туку како тие да ги направиме да варираат, нели да пасуваат на нашите реалности. Трудот што ми беше за дипломска е регионално, ама не е за Македонија. Работев на жени, безбедност и мир тема, која е поврзана со злоупотреба против жените во Втора светска војна, специфичен случај на така наречени comfort women во на назискиот во Азија, односно пред се со фокус на жените од Кореја кои биле дел од оваа приказна, затоа што нашата историја е доста евроцентрична и ние учиме само за тоа што се случува во Европа, зашто и да, и јас вака реков ајде нешто сосема на друга страна. Ама да, мислам дека е балансот, значи и да знаеш што се случува на глобално ниво, да знаеш како тоа може би се преведува на национално ниво и тоа мислам моментот на самата програма ти дозволува да си играш и да истражуваш и да добиеш поддршка од твоите професори, зашто да
те интересира, еве, јас работев на локално ниво и мене UN од значи со седишта во Њу Јорк ја препозна мојата работа, можеби на мојата држава со седишта во Скопје. И треба малку подолго време за да го види тоа, така што она што го правиме не е на некој начин изолирано. Ние Така. сме дел од едно глобално село, како што секојаш така да Така, кажат тоа оние. секој професор по социологија би го кажал, ние живееме во едно глобално село, но го спомна Њујорк. Ако не грешам, и мислам не грешам, ти имам на Инстаграм, знам дека беше во Њујорк, и тоа е поврзано со самото твое делување во канцеларијата за млади во Обединети нации. Како си помина во Њујорк? Што правеше таму и еве, не знам каков впечаток ти остави, дали ти се враќаше во Македонија? Морам да кажам дека на лично ниво го фатив првиот снег во Њујорк за оваа сезона и тоа беше феноменално. Сите ставија сторија, ама исто морам да ви кажам дека премногу дуваше, буквално беше како снежна бура, ама беше многу убаво, сепак ми беше прво одење во Америка, никогаш не сум била претходно, беше сосем едно ново искуство на лично ниво. Од друга страна секогаш викам служба е служба, дружба е дружба, или обратно дружба е дружба, служба е служба. Пев дел од, значи се случуваше еден настан на високо ниво со засегнати страни за резолуцијата 2250, што значи ова резолуцијата за млади, мир и безбедност, односно пред 10 години Обединетите нации, Советот за безбедност на Обединетите нации, препознава дека младите не може да бидат само нели засегнати од конфликти, ние сме жртви, туку ние имаме една можност да бидеме креатори на мир, оние кои ќе го прават помирувањето во нашите заедници и оние кои треба да учествуваат на масата која ги градиме овие постконфликтни општества. Ова беше настан на високо ниво, што значи дека имаше представници од имаше амбасадори од 7 држави кои зборуваа за нивните придонеси во имплементирање на оваа резолуција. Имаше сениор вработени во различни агенции на Обединетите нации и јас бев онаа која го модерираше целиот настан, значи не ни панел, значи целиот настан и беше навистина уникатна можност за некој што никогаш не сум модерирала настан на волку високо ниво, ако бидам искрена, така што беше доста анксиозност и така несигурна, сама мислам дека помина супер и оно што сакам да кажам дека голем за жал, кога зборуваме за млади, мир и безбедност, немаме толку голем напредок, имаме само 5,7% од сите држави кои имаат така наречени национални планови за млади, мир и безбедност. Но што можам да го кажам од моето лично мислење на оваа тема е дека можеби иако Македонија нема специфичен национален план, морам да ги поздравам организациите, младите, експертите кои работат на пример во стратегијата за млади, акцискиот план за млади кој го имаме во државата, има специфична област за млади и безбедност и тоа е важно бидејќи тоа значи копирање на политики од глобално ниво. Не е поентата окей да само ќе штампаме нова агенда, туку вклучување на овие вредности и принципи во она што веќе постои и тоа како таква да се препозна. Инаку скроз би се вратила во Њујорк, кога се вратив тука ме дочека прекрасното загадување и одма почнав со некоја затнување, нешто не бев најдобро физички, ама мислам дека ќе има уште многу можности понатаму за представување на оно што го правиме ние како млади, но исто така и представување на работата што ја правам тука во Македонија. Така, мене јас сега се чувствувам почистена што ти седиш тука со мене, бидејќи си водела и си модерирала таков настан. Тоа е навистина за пофалба и еве бидејќи зборувавме на многу теми, мислам дека горе-долу навлеговме. Се надевам дека ќе можеме да се дружиме пак, но еве како за крај, дали имаш некоја порака да им испратиш на младите во делот на тоа што во оние аспирации кои што се кон глобалната политика, кон тоа што ти го имаш завршено, но и кон самиот активизам, но и порака еве до девојките, една посебна порака. Оно што можам да кажам е дека ова би им го кажала, не трчајте надвор, можеби, да нели да фаќаме места, не да фаќаме места, ама да се тепаме за да бидеме вклучени во одредени процеси доколку не сме направиле нешто дома. Јас на крај на денот за да бидам таму каде што сум, не сум дошла преку вечер. Ова се години работа, 5, 6, 7 години и на крај да не бев препознаена од Обединетите нации, сепак луѓето со кои работам, луѓето кои ми имаат на Инстаграм, ме знаат во капацитет во кој ме знаат, а тоа е дека е некој активистка, едукаторка, некој што работи
работи на оваа тема. Секогаш што го викам, не можам да ви дам crash course како да бидете дел од или да работите со обиднети нации, но што можам да ве поттикнам е да се свртите околу вас, да видите што можеби не функционира. Како што кажа ти, ние знаеме да наброиме минимум 3 работи во моментов што не се допаѓаат или можеби треба да се унапредат. Видете што не функционира, најдете ваша пасија за тоа што би сакале вие да промените, почнете да работите и доколку мислите дека немате поддршка, пишете на стори, прашајте, ми се случува и тоа ме пишуваат луѓе на сторија како ово да правиме, бидејќи е важно да го споделиме знаењето што го имаме, вештините што ги имаме, и тоа би ми била пораката. Ако нешто не ви се допаѓа, размислете како би можеле да го смените, почнете да правите, побарајте поддршка, ако ви треба, и понатаму не дека вратите сами ќе се отворат, ама едноставно работата и се препознава, и да не бидете препознаени од државни институции или нешто, само тоа што ќе бидете препознаени од вашата заедница и знаете дека го менувате животот за подобро, е нешто што ви исполнува путката напред. Така, ти благодарам многу, Теодора, за овој разговор. Ти посакувам многу успех, а вие останете и гледајте и слушајте Хоризонт Телма.